Poštovani gledači, utrински брифинг. Ovaj put dr. Aleksandar Dedinec, stručен аналитичар и соработник во Центарот на МАНУ, Центрите за стратегиски развој на МАНУ. Човек кој учествуваше меѓу другото и во изготвувањето на енергетскиот план, енергетската стратегија на МАНУ, која деновиве по стекна околности мора да биде инволвирана. Предмет на разговорот со доктор Дединец, меѓу другото, е и овој мој обид за серијал каде и на каков начин ќе се потрошат во наредните 6 години 8 и кусор милиарди евра од инвестицијскиот план на владата, кој веројатно ќе мора да доживее некаква реобнова или реиновирање, толку повеќе што ќе се појават одредени диспаритети меѓу предвидувањата за инвестиции во енергетскиот сектор и се разбира реалните економски и финансиски потенцијали. Доктор Дединец, во овие 8 милиарди, речи си половината, барем оно што јас проформа вака сум го видел, без да навлегувам во детаљите, треба да бидат инвестиции во енергетските ресурси и енергетската иновативност. Што според вас сега би требало да биде приоритет, бидејќи вие подготвивте иновација на оваа стратегија на МАНУ, која треба да биде исто така реобновена или осмислена и натаму како владин проект. Што е сега приоритет во оваа енергетска ситуација во Македонија? Добро утро, ви благодарам за поканата. Би сакал да ги поздравам вашите ценети гледачи. Да, енергетиката се наметнува како еден од главните приоритети во делот на инвестиции во Македонија. Како што спомнавте, со помош на британската влада беше изработена стратегијата за енергетика и беше усвоена од владата во 2019 година. Законска обврска е после 6 месеци се изработи програма за реализација на стратегијата за следните 5 години. Меѓутоа, поради импликациите кои што беа поврзани со COVID, се направи ажурирање на таа стратегија за енергетика и се виде кое е влијанието на COVID кој што може да го има во следните 5 години во делот на енергетиката. И врз основа на таа ажурирана верзија се изработи програма за реализација на стратегијата до 2025 година. Што значи дека е опфатен овој период на евентуална инвестициска стагнација во време на COVID и после тоа? Да, тоа сакав да го кажам како еден од начините да излеземе побрзо од оваа COVID криза е и потикнување на инвестициите во делот на енергетиката. Така да доста инвестиции се предвидени до 2025 година по програмата за реализација на стратегијата. Предвидени се некаде околу 80 детални мерки за исполнување на одредени цели и инвестиции. Кои се првите и крупните зафати кои треба да бидат во наредните 5 години, колку од овој кола што владата го определува треба да се издвои за енергетските иновации и ресурси? Самата програма има 5 столбови, така да ги кажам. Начениот столб е декарбонизација, вториот е енергетска ефикасност, третиот е сигурност во снабдувањето, четвртиот е внатрешни пазари и петиот е истражување, иновативност и конкурентност. По сите 5 столбови имаме голем број на мерки предвидено и е направена приоритизација на самите мерки врз основа на одредени критериуми: зголемување на конкурентноста на пазарите, зголемување на сигурноста во снабдувањето, отварање на зелени работни места, колку жени би можеле да се вработат и така натаму, значи тој аспект е опфатен. Така дека како најприоритетни зголемување на учество на обновливи извори на енергија, намалување на емисии на стакленички гасови, како најприоритетни мерки се изградбата на Чебрен, изградба на нова гасна електроцентрала и изградба на фотонапонска електроцентрала голема, ова од 100 мегавати што е предвидена во Осломеј, и уште ветерни електрани и некои помали соларни електрани со помали среден капацитет. Ако се иземат, мислам дека веројатно побрзо и полесно ќе се реализираат Чебрен, новата гасна централа, наспроти, например, односно новата гасна централа и ветерничките паркови и така натаму, Чебрен ќе биде долгорочен проект и Чебрен ќе чини многу. Меѓутоа, ако Чебрен го трнеме на страна, во наредните 5 години, според предвидувањата,
ако 50% од овој инвестицијски план на владата од 8 милиарди, 4 милиарди треба да се реализира, од каде ресурси? Така. Видете, значи оваа програма која што ние изработивме, дојдовме до податок дека 4,7 милиарди треба да се инвестираат во енергетика. И ако се користат оние мултипликатори во економијата, се добива дека тоа ќе додаде додадена вредност на бруто домашниот производ некаде околу 4 милиарди евра. Сега од каде тие средства направивме и тоа, од каде све ќе се обезбедат тие средства? Околу 2 милиарди евра треба да дојдат од самите корисници, пред се од домакинствата. Некаде околу 1 милиарда доаѓаат од приватните компании. Понатаму, како добар механизам е јавното приватно партнерство, некаде околу 870 милиони евра се предвидени да дојдат од јавно-приватно партнерство. Централниот буџет би учествувал некаде со околу 340 милиони евра и понатаму имаме донатори или други финансиски институции како ЕБРД, ЕСМ, локалните, односно општините и така натаму и така натаму. Така да вкупниот колаж е 4,7 милиарди евра. Она што се покажа доста добро во претходните неколку години, што се гледа и во се изработува така наречени планови за енергетска ефикасност, дека субвенциите кои што беа дадени од владата, дали во обновливи извори на енергија, дали во инсталирање на колектори, прозори и така натаму, ги изголемија инвестициите во енергетиката и тоа, например, ако една единица се даде како субвенции, значи за три пати е повеќе она што се инвестира. Така да субвенциите треба да продолжат и понатаму и тоа може да го зголеми исто инвестициите во енергетиката, но пред се треба да се помагаат ранливите категории на граѓани. Тоа значи дека од ова што би требало да се инвестира и да се добие одреден бенефит, треба да оди за ублажување на засегнатоста на ранливите и сиромашните категории. Има една работа која предизвика мене внимание после интервјуто на министерот за финансии. За прв пат се зборува за зелена обврзница или обврзница за капитални расходи или зелен развој. Тоа значи дека владата би требало да биде со осмислена стратегија како имобилизираните пари на граѓаните во банките да ги стави во функција на развојот, а при тоа да граѓаните да имаат одредени бенефити. Што тоа би значило? Многу интересни работи, да кажам, се случуваат во последните неколку месеци па и година. Затоа што од една енергетика која што ја знаевме предходно, многу работи се менуваат постепено, а сосема ќе се промени енергетиката, значи она енергетика која што сега ја знаеме, сосема ќе биде различна за брзо време. Стратегијата за енергетика има 3 сценарија. Едно од сценаријата е зеленото сценарио. Пред месец време владата усвои еден документ кој што се нарекува Национални придонеси кон климатските промени и излегува од договорот на Париз. И со тоа се образуваме да ги намалиме емисиите за 51% во 2030 година. И овде има голем број на мерки кои што треба се реализираат исто така за да ја оствариме таа цел од намалување на емисиите на 51%. Една од мерките кои што може да придонесе кон тоа е токму ова за кој што вие зборувате, односно зелената обврзница, нешто што функционира во други држави и кое што може да даде додадена вредност на сите овие инвестиции за кои што зборуваме. Дали е тоа заем, како обично велиме, ние сме имале такви општенаредни заеми, или е на одреден начин обврзница која ќе има одредени бонуси, каматни попривлечни од банкарските, каде што ќе се трансферира дел од, условно кажем, скрениот капитал на граѓаните во можноста тие да бидат функционално искористени за економски па и за енергетски ефикасно општество. Искрено да бидам, деталите не ги знам за начинот на кој што Министерството за финансии планира овие зелени обврзници да се реализираат, меѓутоа она што е исто интересно е дека граѓаните и сега на некој начин можат тоа да го направат, односно постојат така наречени енергетски задруги кои што во регионот во Србија се отворија 2, во Хрватска и така натаму функционираат. Тоа е граѓаните наместо да ги ставаат парите во банка, да ги инвестираат во објекти за производство на електрична енергија и на тој начин да имаат одредени бенефити, односно по големи каматни стапки од оние кои што ги имаат кои што ги добиваат од банките. Така да моментално кај нас се работи на одредена промена на законската регулатива за да може тоа да се
појасно да биде како да се направат такви енергетски задруги и во Македонија. Ние помалку сме инсуфициентни со палетата на финансиски производи, до толку повеќе што прилично сме стерилни кон влезот на инвестициските фондови, хедж фондовите, па и овие зелени фондови. Но како и да е, идејата е за поздравување, идејата затоа што сите мораме да размислуваме. До толку повеќе што утре заутре ќе дојде време како на запад да се окаматуваат каматите и депозитите и луѓето ќе почнат да размислуваат наместо салдо нула и минус, подобро да ги дадам во некоја обврзица во која државата се разбира ќе гарантира. Сега ве прашувам за една динамична форма. Ако нашиот концепт е обновливи извори и зелена енергија, колку и на каков начин доведувањето на гасот во ТЕЦ во рек Битола ќе ја намали емисијата за која сме врзани на стаклените гасови и така натаму, и второ, до кога рек Битола ќе функционира врз основа на лигнитот. Јас гледав еден ваш со сопругата и врзан проект околу инвестициите и проценките и после ковидот и за време на ковидот, и таму забележав од трите сценарија, ова зелено сценарио предвидува дека лигнитот би требало некаде 2037-2040 да го снема. Тоа значи има сега контраверза. Од една страна рек Битола сака да инвестира и да отвори нови наоѓалишта, што значи модернизација меѓу другото и на рек Битола. Од друга страна се зборува дека цел свет ги напушта овие лигнитни постројки. Така, овде имат поставивте неколку прашања, ќе се обидам да ги опфатам сите. Овде има неколку клучни работи за кои што зборуваме. Значи, инвестициите во обновливи извори на енергија не можат да бидат пропратени со инвестиции со работа и понатаму на термоелектраната во Битола. Зошто? Ќе ви кажам само едно. Ние имаме во текот на летото потрошувачка некаде околу 500, 600, 700 мегавати во текот на еден час. Сега, идејата е, и по она што ние го предвидуваме, е до 25-та година, 26-та, веќе во системот да ги имаме тие инсталирани капацитети на обновливи извори на енергија. И што ќе се случи? Ќе се случи да во одреден час, во текот на денот, час, 2, 3, да мора Битола да се исклучи за да може да функционира енергетскиот систем. Затоа што обновливите извори на енергија по закон имаат приоритет при диспечирање, односно секој произведен киловат час мора да биде испорачан и на мрежа. Тоа значи дека во одреден период ние ќе мораме да ја исклучуваме, да ја уклучуваме Битола и така натаму, и тоа ќе ги зголеми оперативните трошоци. Што значи дека или ќе се сведиме на второто сценарио, да од месец мај па до месец септември воопшто не работи, а во другиот период да го надополнува оној недостаток на енергија. Затоа ни е потребна гасна електрана која што е предвидена и во програмата за реализација на стратегијата, но и во самата стратегија. Таа гасна електрана ќе овозможи флексибилност на системот. За разлика од електраните на јаглен, гасните електрани можат да се гасат и да се палат многу брзо, и сето тоа зголемува флексибилноста на енергетскиот систем. Чекајте, тука нешто не ми е јасно. ТЕЦ Неготино треба да биде гасна централа, колку ја разбирам. Да. А ако имаме и рек Битола гасна централа, така, тој капацитет на својден дуализам, кој ќе го абсорбира? Така. Стратегијата предвидува вака, околу 450 мегавати гасна електрана да бидат изградени во Македонија, што значи дека тие 450 мегавати ќе бидат на некој начин доволни за ние да можеме да го балансираме системот во Македонија и да ги задоволиме потребите на граѓаните во Македонија согласно оние прогнози за потрошувачка кои што се дадени во стратегијата и во програмата. Така да, прашањето дали Битола или Неготино, може да биде и Битола и Неготино, меѓутоа до 450 мегавати. Сега, не е проблем да се инвестира и на 450 мегавати. Меѓутоа, за тоа, потребно е да имаме инвеститор кој што таа енергија ќе ја пласира надвор од границите на државата, зашто ние ќе немаме потреба од таа енергија. Дали има потреба во регионот од таква енергија? Моментално да, меѓутоа и во регионот се менуваат доста состојбите и се оди во насока на инвестирање во обновливи извори на енергија. Така да, потребна е добра проценка за тоа дали имаме
дали може да имаме повеќе од 450 мегавати во нашиот енергетски систем? Ако зборуваме за регионот, веројатно ќе се појави вишок, до толку повеќе што има сериозни промисли околу бугарската втора нуклеарка, која веројатно ќе има таков капацитет што ќе продава струја пошироко во регионот, и во тој случај работа на нашите капацитети за регионалниот пазар може да биде доведено во прашање. Не ме прашувам што правиме со инвестициите во Белене, зашто тоа очигледно ќе треба да биде замрзнато. Но се вратиме дома. Ако би дозволите да, само овде, затоа што спомнавте Белене, видите, во регионот се создава регионален пазар полека. Имаме создадено некој пазар, меѓутоа тоа све повеќе ќе се оформува тој регионален пазар. И прашање е при таков еден регионален пазар, која цена на електрична енергија од кои електрани ќе биде најисплатлива да се произведува. Она што го кажуваат прогнозите и проценките по однос на таа која инвестициска цена во технологиите, соларните електрани моментално се едни од најисплатливите за инвестиција во регионот, кои што производната цена им е многу пониска отколку да сега инвестираме во некоја нова термоелектрана, на пример на јаглен или во нуклеарка или така натаму. Така да во моментот инвестициите во соларните па и ветерните електрани се едни како најисплатливи во регионот. Тоа значи дека Осломе и Богданци ќе добијат приоритет во овој инвестициски план на владата и сите други ветернички посеви. Да. Осломе веќе е, можам да кажам, завршен, затоа што имаше тендерска постапка, заврши тендерската постапка, 2 компании се избрани таму, доста добра беше таа тендерска постапка која што беше поздравена и од енергетската заедница. Идејата таму е 10% беше идејата да 10% од произведената енергија по цена која што е на регионалниот пазар, она што зборуваме, да им се исплаќа на јавниот партнер, во случајот ЕСМ, меѓутоа тоа достигна речиси дупло 18,5%, така да таа тендерска постапка заврши многу добро и 2 компании се избрани, едната од Бугарија, едната од Турција. Таков сличен механизам на инвестирање може да се примени и за други локации во Македонија. Што правиме со ветерниците? Ветернициве, видите, в самата стратегија предвидува да се изградат некаде околу 1600 мегавати соларни и 750 мегавати ветерници. Кога ние го презентиравме ова како идеја, бевме нападнати од повеќе страни затоа што од каде ние ќе најдеме толков потенцијал, тоа е премногу за држава како нашата. Меѓутоа еве владата пред некој ден во инвестициски план објави дека имаме инвеститор кој што е заинтересиран да изгради само тој 400 мегавати ветерни електрани. 150 се со фидинг тарифи, имаме уште 150, така да вкупно моментално зборуваме за 700 мегавати во моментот, а ние 750 планиравме да се изградат до 2040 година. Така да и ветерниците, виде реков дека прва технологија која што е поисплатлива моментално се соларните, меѓутоа тоа е ограничен капацитет. Од кога ќе се исполни тој капацитет, има компании кои што сакаат да градат и ветерни електрани. Така да мислам дека она што го предвидува стратегијата и програмата за нејзина реализација, дека ќе се исполни оние 1600 мегавати и 750 мегавати. Колку со целата таа со целиот тој инвестициски наратив, Македонија може да биде, да речем, условно спокојна да ги задоволи своите капацитети и да биде на одреден начин конкурентна во регионална смисла на понуда и на привлекување на партнери? На самиот почеток наш разговор спомнав дека се базира стратегијата и програмата на 5 столбови. Сигурност во снабдувањето и внатрешни пазари. Овие 2 столба го одредуваат токму она за кој што вие зборувате. Идејата на самата стратегија и целта која што има зацртано е да не зголемуваме повеќе увозната зависност на енергија, затоа што тоа ќе имаме импликации и врз економијата во Македонија. Моментално 60% некаде од енергијата во Македонија не ја увезуваме. Не можеме повеќе да ја зголемуваме, не треба да ја зголемуваме повеќе таа увозна зависност, значи таа колку таа ќе се намалува со оваа динамика на изградба на обновливи извори, зелена енергија? Се предвидува некаде да се намали на 55% таа увозна зависност, а потребите од електрична енергија, увозната зависност од потребите од електрична енергија, која што сега е некаде помеѓу 25 и 35% зависно од годината, ќе се сведе некаде на 2 до 3% со оние инвестиции кои што се планираат. Александар Дединец, соработник во секторот за стратегиски истражувања во МАНУ, кој учествуваше во изработката на глобалната енергетска стратегија
на државата. На крај ве прашувам оно што обично после секоја зима велиме кога конечно ќе стане чист воздухот. Во Скопје има индикации дека попушта маглата на загаденост. Во едно ваше интервју велите 2025 може да очекуваме Скопје да биде чисто. Тоа е некој лондонски рецепт за толку кратко време да се исчистиме од загаденоста? Еве, вие велите дека е кратко време, другите велат, некои велат дека е предолго да чекаме до 2025 година, меѓутоа тие се сложени процеси кои што треба да се направат. Ме радува тоа што е доста подобрена состојбата. Ние моментално со UNDP работиме на еден многу интересен проект кој што е пилот во регионот, а тоа е да им се помогне на ранливите, пред се на ранливите категории во најзагадениот дел, тоа е во Лисиче, со одредена финансиска помош да го променат начинот на грејење и да инвестираат дел во енергетска ефикасност. Се обезбедува грант од $10,000 и доста добро се одвива тој проект, така да ќе придонесе таков проект и слични на него проекти ќе придонесат за она што го зборуваме до 25 година да го исчистиме градот, односно да дишиме многу почист воздух од сега што дишиме, макар што и сега состојбата споредно со пред 2, 3, 5 години е доста подобрена. Со предпоставка дека нема да имаме увоз на сомнителни мазути кои ќе се користат за индустријска обработка и користење, но тоа не е тема за ова дебата. Деденец, уште за крај, не ли ви се чини, и тоа е можеби индикација, Централната банка излегува со проценка дека деловните банки во Македонија конечно сватиле дека е потребна кредитирање на зелената енергија, на дигитализација и така натаму. Дали е тоа концепт кој може да помогне во осмислувањето на овој инвестициски бум што владата вака прилично бомбастично го најавува? Видите, со неколку финансиски институции кои што разговараме, сите се заинтересирани за реализација на зеленото сценарио и инвестиции во зелена енергија. Мислам дека од таму потекнува и она иницијатива на Централната банка да ги, ајде да кажам, поттикне домашните банки исто така да даваат одредени кредити, зелени кредити, макар што има банки кои што имаат кредитни линии кои што возможуваат енергетска ефикасност, обновливи извори на енергија и така натаму. Меѓутоа сето тоа треба да биде засилено, имајќи предвид дека во регионот, но и Централната Европска банка, ЕБРД и така натаму, све повеќе и повеќе одат во насока на инвестирање и поддржување на инвестиции кои што се зелени. Благодарам, тоа беше Александар Дединец од МАНУ. Сашка Бубевска следува со низината тема и соговорници. Од мене толку, се гледаме и утре на оваа тема како реагираат општествената јавност и економските аналитичари на овој план на владата за инвестиции во наredните 6 години од 8 и кусур милиарди евра. Благодарам уште еднаш. Благодарам.